Програми што не се препорачуваат за деца под 12 години. Неопходен е надзор од родител или старател. Мене ми се тие наопак, ово е профил. No. Господа, нема да ви одземам многу време и нема да ве чини ниту денар ако ме сослушате, само бидете трпеливи со мене. Пред малку излеков од затвор, не нешав за работи што ги направив по нервниот слом што го добив во една ситуација која тотално излезе од контрола. Не сум наркоман, жими мајка. Вака стојат работите, ми требаат пари. Вашите пари. Можам сега да излезам, да дилам, да крадам, не сакам да го правам тоа. Можам да ви ставам нож под крило, ама тоа не сакам да го правам. Аз сигурен сум дека вие тоа не го сакате. Па јас не одбрав да живеам вака, сакам да работам, не можам. Лековите што ги пијам чинат 1000 евра месечно, фондот ми покрива само петина од таа сума. Принуден сум додам кај еден тип да купувам поевтини лекови за да си ја намалам болката. Не сум наркоман, жими мајка. Ама, ако ми дадете пари, можам да ве излечам и излечам. И себе да се излечам. Од вас зависи. Беш ми матер. Лоши работи им се случуваат на добри луѓе. Лоши работи мене ме принудија да останам на улица до гуша во лајна, ама сега нема да ве давам со тие детали. Единствената разлика помеѓу мене и вас е тоа што сте вие горе, а јас на дното. Ама сума сумарум сите ние сме исти. Гомна. Луѓе сме, исто смрдиме. И јас сум човек. Човек жртва на ова болно општество. Расте во дисфункционално семејство. Татко ми беше алкохоличар, мајка ми сакаше да ме контролира, сестра ми исто беше софалинка, мислеше дека е глумица. Брат ми секој са бајле мочаше од тераси и се дереше и ме давам гъс не давам. Стварно не би сакал никој од вас да има детство како моето. А светот не да е заедно и секој ден станува се позаедно. Ама, сега ви се отвора можност. Конечно, да направите добрина, да ми помогнете да застанам на нозе, наместо да се грижите за бомбардирањето во Газа, за газот на Дженифер Лопес или за новото задолжување на држава. Верувајте, Господ е еден, Господ е голем, Господ гледа и Господ ги сака сите оние кои што ги помагаат по несреќните од себе. Простете што моите алишта не се чисти. Простете што сум бездомник. Простете што не можам да најдам работа. Простете што ви ја заебувам оваа прекрасна вечер. Простете што немам избор. Барам помош зашто самиот не можам да го сменам животот, ама вие можете. Затоа погледнете во вашето срце и направете го вистинското нешто.
bla, godaram, Dragane, bla, godaram. Како не, бе, како не. Сите сме најежени од успехот на нашиот нов албум Беш ми матер. Симпатично е пак да се биде на врвот на топ листите, ако се земе упредвид дека бендот не драпаше цели 10 години. Абе, албумот е право освежење, некако сите не врати в живот, Беш ми матер. Не. Мислам, мило ми е шо праша, али не, уствари, да, види, бе. Сите знаат дека се дрогирав. Али, да ти кажам, дрогата уопште не е добра. Драган, сум видел млади луѓе пуно. Пуно млади луѓе заглавени на дрога сум видел Беш ми матер. Сум видел златни деца како цркаваат од дрога пак да не Беш матер. Еве пак, пред некој ден со овој басистов Рики си седиме така и му викам: добро бе, Рики, пријателе, како не успеа да преживееме? Дженис умре, Джими умре, Морисон умре. Зошто бе, Рики, ние не умревме? Требаше да умреме, Беш ми матер, мислам, после сите оние срања шо ги апнав и увена бапнавме. Океј, ако ти е така полесно, океј, бев наркоман, джанак на Скопски, се дрогира секој ебан ден, цели ебани 5 години, океј. Абе, многу ми беше тешко, стварно ми беше тешко. А ме прашуваш како се осеќа? Како се осеќа? Ке станам со бај. Немијам зуби, палам джоинт. Додека го пушам джоинтот, пијам пиво. Додека го пијам пивото, спремам лажица хероин. Ке се пукнам у вена и ке се изгубам. После тоа ке пуштам тебе. И ако начекам вести на тебе, ке се изгубам уште толку. Драгане, не знам дали знаеш, али кога мешаш хероин со вести на националниот сервис, се осеќаш као да си у рајот. Абе, нирвана, еј! После тоа ке викнат некој пичиње шо ги имав на лагер. Тоа го правив секој последен ден, цели последни 5 години до посер. Како не, бе, како не, па беше страшно, мислам, стварно, пичку матерно колку беше страшно. Уствари, беше и супер на некој начин сега. Да не се лажем, мислам, нашивме си. Да, навистина се случуваат трагедии. Еве на наши блиски, еве да кажеме овој што ни беше продуцент на звук Перо Шмрк, он беше тежок джанак. Само проблемот беше у тоа што он не беше само нашиот продуцент, туку и нашиот наркогуру. Абе целиот бенд го снабдуеше со дрога. И ко сега се сеќавам, кога го снимав на овој последниот албум Chicks with Dicks, и ко се избаци Перо Шмрк, Како не, па тоа е страв албум. Бла, годарам, Драгане, бла, годарам. Кој албум? Абе тоа, ми отиде мислата, Драгане. И го снимаме така ние Chicks with Dicks и се избацува Перо Шмрк со канта маслинки од 3 кила, али пази, кантата до врв беше пуна со најчистиот перуански кокаин. Абе, леги да ти потеча, деј, не знам дали некад си имаш унередено од перуанска кока. Драган! Па тоа искуство не смееш да го пропуштиш, јај ти само да имаме сега килце од таа. Шпрц! Не сум наркоман, живи мајка, тоа далеко дуго да се поместам од мисла. Каква канта? Абе тоа, ми отиде мислата, Драгане. И ја истураме кантава на една маса и сме направиле цртки од кока дугачки метричити. 3,5 метра беа дугачки цртките. И доаѓа овој Перо Шмрк и замисли, бе, ушмрка сам една од тие линиите. Абе, звер, бе. Абе, блазе си му на таа мајка што го родила, Драгане. На тие нејни бели дојки што го доеле. Абе, кога ни отвори еден апетит, абе, кога фативме да шмркаме, абе, лом сме се направиле. Кога почнахме да свириме, никогаш подобро у живот не сме свирале. Ја вака кога ја фатив гитарата, абе, ја стопив. И едно време гледам вака у прстите како ми шибаат по тоа жиците вака и си викам, овој што свири не сум ја. Ова е Господ. Господ свири преку мене, Драгане, Беш ми матер. Господ свири преку мене. Само преку мене. Преку мене. Свири. Кој Перо? Абе, ми отиде мисла да...
И така драпаме на свиралата едно 2 сата, али пази, драпаме као маджијани. У еден момент, ја вака кревам глава, и го гледам Перо Шмрк тамо кај миксетата, како дивјачки си ја маа главата устакво. Ждра, ждра, ждра! Која шикна крв. Абе, отидовме шо да видиме. Черепот му се распукал, а од носот му се слева реки кокаин. Реки. Целата брада му беше бела. Личеше на пореметен Дедо Мраз. Беш ми матер. Почнал да се маа у стаклото која му текнало дека заборел да го вклучи копчето за снимање. Абе, полудел која сватил дека пропуштил да ја сними најаката свирка у неговата и нашата кариера. После тоа дојде оние у белите мантили, го стаја, наносила и бардовци. Али знаеш ли, ствари, шо е најтажното у целата оваа приказна? Тоа што Перо Шмрк беше мојот најдобар пријател. Абе, кај да знам кај сега уста го гадја? Може у Бардовци, може го пуштили од Бардовци, може умрен, може е жив. А може и тука сега па ме гледа, а? Перо, тука си, бе? Перо! Ајде да видам кој Перо нека стане. Че да видам? Ти Перо си? Не ми личиш на Перо, седи доле. Слушај, знаеш шо, има една многу заебана ствар уврска со дрогите. Толку ти е супер која си дрогиран, што у исто време не сведеш колку ти е срајно. Затоа решив да се исчистам и да се спасам од тоа ѓубре. Се будам едно утро, типично утро за оние утра после вечерните свирки на турнеите, значи се будам у луксузна хотелска соба, немам појма кај сум. Се вртам околу себе, гледам до мене лежи некоја гола цура, Драгане. Немаше поише од 17 години, абе крцкалче. Немам појма како се нашла тука гола, сикам оваа гола лежи тука, ке настине ки протеченост, че да ја покријам, ја покрив. Гледам вака околу мене шампањско на секаде. Абе кока имаше стајано на секоја хоризонтална површина у собата, абе едва и успеав глава да кренам. И у еден момент пуштам телевизор. Драган, бев спасен. Бев спасен, беш ми матер. На телевизија имаше еден тип, вистински телепроповедник, пророк, со долга побелена коса, со пивски мев. Али она што го кажа, ме извади од кондури. Рече, мора да го искористиш сиот потенцијал овој живот, инаку не си вистински жив. Абе, длабочината на неговата мисла ме пукна као муње, беш ми матер, и си викам, овој човек ми избори само мене, бе, само мене. И си викам, млад си, паметен, талентиран, духовно богат, згоден и необходен. Не знам дали спомнав, дали сум талентиран сум, иако тоа можда така не делува на прв поглед, али да, талентиран сум. И сега ја вака талентиран се дрогирам дење ноќе. Па тоа е огромна загуба на мојот животен потенцијал. Види, Драгане, човек може да гута кавијар секој ден. Може да има луксузни станови и автомобили. Може да има куп пари кој коле, сите што му се клањаат кој да е бог. Може да ги има сите женски на овој свет. Може да има и 3 вили на Флорида, али ако тоа не значи ништо, која е поентата? Дали го примаш ова што го зборам, Драгане? Драгане, го примаш ли? Го примаш ли, Драгане? Не го примаш, па не е ни важно, бе. Важно собрав сили и решив да се исчистам од хероинот, да се симнам, али на суво. Пази, сум ја сменил крвта тотал, кај беш ми матер и сега се осеќам као да сум препороден. И гордо можам да изјавам пред целата оваа наша преубава јавност, се лајкам себе си, се лајкам. Иако ја у суштина никад и не сум бил лош дечко, мислам, јас сум дечко и пол. Дечко што секоја мајка би го посакала за зет, али денес сум конечно помирен со собствената генијалност. Таа веќе не ми е товар, фала Богу. И сите од бендот се чисти, фала Богу, и шетаме по светот, ги помагаме по несреќните од нас. И све е супер! Одлично прашање на место, Драгане. Баш сега крстаревме по Амазон и крстариме ние така и гледаме
потоа планините, дрвата, во цветињата, потоа инсектите и во сето тоа срање. И стигнавме до едно село. И влеговме во село. Драган, никогаш порано немам видено таква беда. Децата голи и боси, жените исто скрос им беа голи. Абе, вистинале у тоа цицките по крави, музари, пошова, копиљаци, цел ден само цицаат бе. Абе, нон-стоп само цицаат. А у селово куќа нема, има тамо некој колипки од трска, тоа нема везе бе. Абе, течна вода за пиење нема. Абе, каква течна вода бе? Тие чаша за вода нема, а не па течна вода. А за пиво па муове да не правиме. А ја некев да пијам у тоа Амазонот, пошто тамо себат крокодилите. Абе, сум умрел од жед, Драгане. Беш ми мате. Али, у еден момент, гледам, пред нас искача по главицата на племето за да не поздрав. Драган, излезе без гаќи уста да го еба. Тоа хидрантот му се обесил до питици, абе на одење само го подгазуеше и врескаше. Абе анакондите бега од него кој ќе му го видеа. Абе ретки птици тепаше со него, вака ќе офати, ќе заврти као ласо, ќе фрли птицата тупу чело, пупу не здоле. После тоа Илија јаде, Илија ебеа. Племенски ритуали, мислам, кој ќе ги разбере тамо. И ја вака едно време му го гледам вака и му викам: Do you speak English? Не гледа ко тебе. Добро, викам, некој друг светски јазик знаеш, македонски, например. Како не бе, како не. Овој вода во очи нема, македонски ќе знае. Али, така ми падна тешко, што решивме да ги помогнеме овие луѓе. И свативме една работа, дека они воопште не се палат на пари бе. Абе, поише се радуваат кога им даеш онака цигарче, пенкалце, запалка, джиджи-миджи, чоколадце. И им ги дававме тие ствари, Драгане, и суштински им ги подобруевме животите. Па тоа не е ништо, Драгане, таман работа. Бла, годарам, Драгане, бла, годарам. Слушај, баш би сакал сега да го искористам овој момент да кажам една многу важна ствар за дрогата, пошто на тема дрога вечерва воопшто и не спомнавме ништо, ако добро се сеќавам. Камера 1. Please. Јас знам дека многу копилјаци ме гледаат вечерва. И многу од тие копилјаци веќе го купиле нашиот најнов албум Chicks with Dicks и ги учат стиховите на нашите песни. И не само тоа. Веќе ги живеат животите според стиховите на тие песни. Затоа ова што ви го кажам е многу важно. Камера 2. Please. Сум се рокал со разни други. Сум се правил крш. Инспирацијата за некој од моите најдобри ствари ми биле ми дошла кога сум бил на дрога. Дури еден од моите најубави мигови во животот ми бил кога сум бил на дрога. Али, тоа не значи тоа не значи дека и вие треба да се дрогирате. Баш вино што ти текна пред некое време не покани председателот да свириме у неговава палата по повод националниот празник и бевме да свириме. Иначе, овој председателот е многу добар човек, без разлика за него што мисли по големиот дел од јавноста. Абе, многу е таков отворен, сензитивен. Да, доста е паметен. И баш таа вечер кажа нешто многу мудро, што јас сега сакам да го споделам со целата оваа јавност. Рече: дечки, ако некој некад ви даде дрога, одма пратете го кај мене. Уствари бе, он малку се збуни бе. Сакаше да каже: дечки, ако некој некад ви даде дрога, пријавете го кај властите и ич да не ви чуе. Бла, годарам, Драгане, бла, годарам, народе, тоа е се од мене вечерва, сите ме сакам.
Гомно, ете што е гомно, абе, тука треба да стават сообраќајен знак гомно на патот. Види, насекаде гомна во водата, гомна во воздухот, гомна на земјата, гомна. Преплавени сме од гомна, сваќаш. Живееме во голема канта за џубре, во глобален континент живееме. Ете, за тоа зборам цело време. Живееме во цивилизација кој канализација. Одвратно. Па не можеш да излезеш од дома да не стапнеш у некоја гомна, кучешко или човечко. Нема везе гомно да е. Не можеш да излезеш од дома да не стапнеш у некоја реканица, бе. И што е ова, бе, секој корена мочка, бе. Секој мочка кај стигне, базени од мочка се прават, реки од мочка течат, гомна влечат, цели реки од мочка и гомна, бе. Реки. Реките се загадени, да, ама стварно се загадени. Ама каде доаѓа реки, да? Знаеш, бе, знаеш. Кажи. Од планините да гебам. А што има на планините? На планините има планинари, извигници, скијачи, биатлонци. И што прават тие кои им дојдат, серат за секоја дрво, мочат за секоја грмушка и баш ги боли. А дрвото и она како најбато киселите дошлови, ги доаѓаат и паѓаат на земјата и се мешаат со мочките и гомната на планинарите, извигниците. И што прават? Прават малечки поточине. И течат и се мешаат со мочките и гомната од скијачите и биатлонци. И што прават? Малку поголеми поточине. И те шибаат, ти ке доаѓа до селата. И тука ги собираат мочките и гомната од септичките јами. И лепешки од крави и магариња собираат. И собираат луканици од сите оние кои блокаат за да можат полесно да го поднесат животот во заебаните села. И шибаат и доаѓаат кај фабриките. И тука вони завршуваат толку дебели цевки и во поточината се влеваат милиони тони химикалии, отрови, арсен, живе и други страни. И што? После поточината станале реки, и тие доаѓаат низ метрополите и тука вони завршуваат толку дебели цевки и во реките се влеваат милиони тони измет од милиони клозети, милиони тони џубре, шпричови од наркомани и диабетичари, пун курец куртони, влошки со крилца, контаминирана болнички отпад, ампутирани расенози и други страња, тони детергенти од перлиците за коли и машините за перење. Тука фрлаат трупови од разни животни луѓе, мислам, кој што му дошло под рака и сето тоа завршува во реките, а потоа реките џглум во морињата. Да, а што е морињата? Знаеш што е морињата? Кажи, морињата се распичкани од огромни нафтени дамки. Изнаната нафта од танкерите се меша со мочките, гомната, куртоните и влошките со крилца што ги донеле реките и сето тоа завршува тука во морето. Све во морето. Ама тоа не е се. Не. Во морето има уште нешто. Што е тоа? Што е? Знаеш. Кажи, што има во морето? Кажи што е? Риби, ете што има риби, на рибите им е најтешко. Си пливаат така тие низ морето и ги избегнуваат фрлените конзерви, мочките, гомната, куртоните, влошките со крилца. Ама често пати така ќе се случи некој куртон, да им се залепи на рибата на очи, рибата не може да гледа. Зашто нема раце да го тргне куртонот, има перки да го пернат и почнува да плива на слепо, како некоја луда мара плива на слепо. И шлак ќе се судриш со некоја гомна, ако излезе горе на површината, шлак ќе се залепи на нафтената дамка и ќе се задуши со куртонот на очи, а тоа е страшна смрт, да умреш со куртон на очи. Кога? Ете ти го галебот. Ќе ја види риба возделепена и ќе си рече, охо, бесплатен доручек, ќе тргне да јаде, шлак, ќе се залепи. Па ете ти ја после фоката ќе дојде, ќе го види галебов залепен и ќе му се израдуе. Ќе тргне да дојде, шлак, и она ќе се залепи. Па ете ти ја поларната мечка, ждра, ќе ја види фока возделепена и ќе си рече, радуј се мече на залепено фоче. Ќе тргне да јаде, шлак, не ќе се зајба. Ајте го после морскиот лав, фрајер јак, ќе дојде, ќе види мечка возделепена и ќе си рече, гледа типа мечка, сега ќе ебам, ќе тргне да ебе, шлак, ама и он ќе да ебе. Ете, тоа е морето. Огромно буре полно со излеана нафта, мртви подуени риби, мочки, гомна и влошки со крилца. Да. И после? После што? Знаеш после? Кажи, после ќе дувне ветрот и ќе надојде плимата. И сето тоа срање од морето
ке го сврли таму, на плажите кај вас, па тоа е тоа. Милиони мртви подоени риби, мочки, гомна, куртони, влошки со крилца распослани по плажите. И после... После стаорците доаѓаат стаорците, ги јадат мртвите подоени риби. Па ќе дојат мачките, ги јадат заебаните стаорци. Па ќе дојат кучињата, ги јадат крвешните мачки. И кучињата... Што прават кучињата? Што прават кучињата? Кој ќе дојат, а? Знаеш, што прават кој ќе дојат кучињата? Серат наоколу! Ете што прават, серат наоколу! Кучињата серат, дуабите серат, коњите серат, јас серам, ти сераш, тој сере, ние сереме, вие сереме, тие серат, сите серат! Абе, немаш да излезеш од дома, да не скапнеш на некој двомно, да не скапнеш на некоја рканица, да ти јевам страното почна, да ти ги јевам по страните гомни и мочка, да ти јевам курка. Еве, за тоа ви зборам цело време. Живееме во септичка јама, во глобален кемер живееме. Ако е така, во кемер, тогаш да го пуштиме казанчето. Да го пуштиме казанчето. Ете така. Одам да го пуштам казанчето. И каква журка беше тоа, Ја и Фиц буквално го киднапиравме Лаки од улица. Го однесовме у еден стан. У станот 5 гајби пиво, 7 шишиња джек, 3 кила ганџа и кока за секој од нас по килце. Абе, Лаки прегледа, шо е ова, што е ова, бујашење, што е ова? Утре се жениш, бе, денес е твојата ергенска вечер. Денес треба да откачиш за последен пат пред да те закопаат и тоа сандукот и да те закопаат. А он ме гледа као теле. Абе, петричиња, бе, не заебајте, бе. Утре у 10 треба да идам од црква, бе. Утре се женам, бе. Не смеам превише да се изгубам, бе. А цело време Фиц прави цртки од тоа коката, се врти му вика, Лаки, будно не се секирај, нема превише да се изгубиш. Будно ќе те следам да не се изгубиш превише. И тогаш од спалната искочија 3 феноменални пичкетини у бикини. А они да ти му биле пријателки на Фиц. Фиц ги смувал дека ако ја поминат вечерта со нас, ки ги носи на концерт на YouTube и дека ќе ги запознае со Боно лично. А ја уствари немам појма сега од каде па Фиц се знае со Боно лично. Или можда не се знае. Абе, нема везе била, не се знае. И тогаш журката почна. Земавме да пиеме, да шмркаме. И у еден момент Фиц пушти порнич, колку да ги загреа оние дами. Али пазете каков порнич пушта, пазете каков порнич пушти. Абе, со романтичен заплет. На порничот една фуфа многу згодна си пеглаше алишто дома на таа даската за пеглање. И у еден момент вака некој тропа на врата, и оваа фуфава: кој е? Епа, јас сум поштерот, епа може да влезам кај вас, млада дамо? И поштера влага. А мене искрено он уопште не ми личеше на вистински поштер. Пошто како влезе, одма почна да ебе оваа фуфава на даскава за пеглање. И зема тука он да ја пеглада. Али пазете како ја пегла. Со емоции. Абе, ја пегла и вака сози му теча. Абе, многу сензитивно и темелно ја испегла. И кога ја испегла, абе, само што си отиде, ете ти друг затрпа на врата и фуфава па. Кој е? Епа, јас сум од сервисот за пица, епа, млада дамо, епа, може да влезам, епа, имам изненадување за вас. И влага еден тип вака со кутијата пица вака пред него.
Еј, кога ја отвори, абе на средина на пицата направил дупка и низ дупката го протнал тоа питонот напрчен бабачко. Абе одма кој влезе на оваа фуфава, рагада, па го фати да ја плеска по тоа газето, форхенд, бекенд, па фати да ја влече за брадавици, да ја корне за коса, па зема едно тавче од кујната, бам у глава, па она кој му се качи, овој вака ќе земе за уши, ќе ја крене, ќе ја набие на питонот, за уши на питонот, абе ушите зајко колко рајко ги направи. Си заврши работа, си го прибра питонот у кутијата за пица и... Абе, ничао не ги кажа джукела селска. Абе, само што си отиде и трет затрпа на врат. Оваа цурава е 20, исправи си ја намести фризурата и вика, кој е? Нема никој. И цурава така раштрафена тргна да отвара. Едва стигна до вратата, отвара врата, вака гледа лево, гледа десно, нема никој. Ајде ко чека да се наместам чергичето. Куче на чергичето вака се станува. Она му вика, куци, дое кучево и почна да ја лиже тука кај стапалата и малце нагоре, и малце полои, така и уште малце. Абе, не сум можел више да гледам, бе. Абе, викам, ако погледам уште малку ќе ме фати грев, а утре треба да идам таков грешен у црква на свадбата на Лаки. Па не иде, беш ми матер. Па како ќе го погледнам попот у очи? Шо ќе му кажам, уста го гаѓам? Дека цела ног сум гледал порничи со кучиња. Па на клоци ќе ме изфрли од црква, одма ќе ме прати у манастир. Кај сум бе јас за калуѓер? Али само да видевте оваа до мене фуфава што седеше додека го гледав на порничот. Абе вака го гледав. И ја викам, извини да те прашам, тебе ова те пали? А она вака гледа и вика, зошо бе на не ме пали, па кучето е најдобар пријател на човекот. Абе го кажа тоа толку нормално, Абе одма сум рипнал, сум отрчал у веце да се проверам да не сум фатил болви. Али нема везе. После тоа отворив пиво, си седнав на каучот и си викам, ова е најлудата журка на која некад сум бил. Вечерва ги правам ствариве, што секојаш сум сакал да ги правам. Ебам, пијам, шмркам, гледам порничи, се чистам од болви. Абе со еден збор се понашам цивилизована. Ебеш ми матер, па шо да посака човек поише од тоа? И така си размислам, ко ме пукна една депресија. Си викам кутри од Лаки, бе. Никош повеќе вака нема да се журка, зашто кога ќе се ожениш, тоа ти е исто ко да си умрела, не знаеш. Фали само некој да фрли 5-6 лопати на тебе и жала пријатно. Не може, бе! Не го дава мојот другар! Еве ветувам 6 месеци после свадбата ќе му сјавам и ќе му речам, Лаки булјо, облакај се, те носам на журка. А он, абе педаче, не можам, бе со жена ми вечер треба у молот, идеме у молот да купам некој постелнина нова, овој пелени за детето. Абе, пред да се ожениш 30 години, спиеш у една постелнина, а се ожениш, купуваш 10 комплета и ги менјаш секоја вечер, бе. Па добро, кој им ги тура тие глупи идеи на мужите у глава? Многу добро вие знаете кој им ги турат тие глупи, многу добро знаете. Али стварно беше откачан. Гледам едно време, Лаки скроз гол седна фуфа, идат у спалната соба, а ја отидов у кујна да спржам стекчиња, пошто ми се отвори многу апетит. И после 15 минути гледам фуфава искача од спална и вика, дечки, идете тамо, со вашиот другар не е нешто окей. Леле, ние помисливме, срчка гудила. Идеме тамо, го гледаме, Лаки седнал на креветот, и рика комагаре, што е бе булјо? Нејќу да се женам, се предомислив, ова е живота, не она што ме чека кога сум у брак. Само да знаете како ми пушеше ова. Абе заборев како се вика, ама многу добро пуше. Нејќу да се женам. Како бе викам, неќу да се жениш, будало, една све договорено, црква договорено, матично, ресторан договорен, сватовите поканети, ние другариве торта на 3 спрата ти купивме, знаеш тоа колку кошта бе? А баба ти беше направи сарми за 500 души, како не се жениш? Ме боли кур за сармите на баба. Нејќу да се женам, не, а ја сакам. Ау, како пуше! Абе не нормален, не, викам, овој забега тотално. И у тој момент осетив мирис на изгорено. Гјебав стекоите. Отрчав у кујната, шо да видам? Стекоите горат, шпорето гори, завесата гори, цела кујна гори. Земав шампањ, почнав со шампања да го гасам пожарот, а овие фуфиве се качија на столици и почна да мочаат у тоа огнот. А овој фит
Фиц, толку беше у паника, што ја откорна плазнама во зид и ја фрли на шпоред. Зашо? Никој не зна. Али битно пожарот го изгасивме. Стано чумно ради пожарот го изгасивме. Али викам ја, дечки нема предање. Ако е журката у курац, ако е станот у курац, журката не е. Идеме негде да јадеме. Јоп, у Макдоналдс. Влагаме у Макдоналдс. Седнавме. Кажи на седеа некои типови од оние што се без врато и 150 кила битанги, бутаа сендвичи. Овие фуфиве со нас нешто се глупираат, кој што се глупираат фуфи кои ќе се начукаат, абе се маваа со помфритот. Само овој Лаки седеше на страна кој удрен со мокра чорап. Ни јадеше, ни пиеше. Абе толку беше заљубен што ја помислив до крај на живот нема да јаде. Абе си викаме боли кур кој ќе сака нека прави, ја ќе си јадам. И сега не знам како се случи тоа, али во еден момент една од фуфиве зема туба кечап, ја стисна силно и шлак свена кошулата на Фиц. Фуфава почна да се смее као луда. Другиве фуфи исто почна да се смеат. Битангиве од другава маса исто рикна да се смеат. Дојде и менаџеров на локалот кој виде сите се смеат и он почна да се смее. У еден момент целиот локал, сите вработени и сите гости, сите му се смеа на Фиц. Цел свет му се смееше на Фиц. Леле си викам оде ќе биде срање. Идам кај Фиц и му викам абе Фиц, абе да искочиме малце на чист воздух, да испушиме некоја штека цигари. А он вака покажува кај тие битангите и вика Буја нема проблем, ќе излеземе само да ги прашам дечкиве зашо се смеат. А викам, нема бе ненормален, вико кај се баш кој ни се четворица, ние тројца. Абе кој да му реков отиди на најбитангата од нив. И отиде на најбитангата, го зема кечапот од маса. Му го шикна у лице и битангава пред да стане свесен што се случува. Фиц штракал со ново јајце, овој се навен, Фиц бау со колена. Јас знаете дека не смеам да чекам, го земав апаратот за гасење на пожар. Штрак втората битанга, ја ме окултирав. Лаки Кобајаги дојде да не двојама као што е смотан, се сопна нови паднатиот со главата, се збрса у третата битанга. Ја ме окултираше оваа четвртата битанга, цуриве више гледам ја гаса само со носете тоа по лице. Абе со сме ги направиле бе. На крај доаѓа менаџеров Кобајаги да смири ситуација. Фиц ја зема апаратот за гасење за пожар и цревото на менаџерот. Шврц! Уво! Абе тоа шикна пења од другото уво е. Абе бумбари сме ги направиле. Излетавме од тоа локалот право у кола. Фиц Кобајаги седна да вози. Шперц! Колата не пали. Фиц вергла, ја седам, со една рака се молам, со другата го држам Лаки за нога, пошто отвори врата на задното седиште, искочи у пола од кола и се дере. Пушти ме кај мојата љубов, ау како пуши. Ја му викам влагав натре джукело еднако не фата довеќе не искршат. И у тој момент се вртам и ја гледам оваа најголема битанга како тргне према нас. Фиц у тој момент запали кола и само што сакаше да тргне, оваа битанга скокна. И го фати Лаки за рака. Ја повлековме со нас. Фиц се обидуваше да го откачи, удираше оние ниските грмушки на Макдоналдс, ама джабе. Јас се вртам кон Лаки, му викам, Лаки буљо, направи нешто, удри го, само откачи го. И сега не знам дали беше намерно или случајно, али у еден момент, вака Лаки се врти кон оваа битангава и... му се исповратна фаца и... Овој се откачи, ја го повлекал Лаки у кола и... Кидавела! Али знаете, уствари, што е шлагот на тортата од целата оваа приказна? Се возиме така, некое време јас се вртам кон Фиц и му викам, добро бе, Буљо, зашо ја почнате пачката со тие битангите, бе? Ако не фате, ќе не здробе. Знаете што ми кажа? Ми вика, понекогаш мора да му плукнеш на ѓаволот во око, за да осетиш колку си жив и дали си вреден да живееш. Абе, неговата мисла ме просветли, у пичку матерно колку ме просветли. И си викам, овој човек знае што збори бе. Овој човек нема никогаш никому да му се предаде. Ке живее со газ до даска, до последниот ден на својот живот. Така треба бе човек, нема предање, no surrender, е бешни матер. И така, по некое време дојавме на една плажа, си запаливме джоинт, си запаливме огин и си ќутавме. И така до Сабајле. И Сабајлето ја станам го гледам Лаки како се тетирава и по тоа плажата, целиот паника. Абе, Петрич, абе, шо ми направите? 10 треба да бидам у црква, бе, у 10 се женам, бе, абе, превише се изгубив, абе, у 10 у црква треба да бидам. Норма, бе. Абе, целиот улепен у повраќаница, решил да се жени. Нема проблем, Буљо. Го фрливме на задното седиште од автомобилот и у црква. Али
после километар 2 колава, шпец. Нема бензин. Беше ми матер, Слав. Тоа е тоа. Мислам, не дека ние не стигнахме од црква. Ние стигнахме. Али од 2 попладне. Свадбата е одложила за наредната недела. Абе бе, боли курве! Ој, Лаки беше малку накурчен, кој бе? Али баба му да ја видевте колку беше накурчен, еј. Абе, толку се накурчи, малце фалеше дедо да стане. Абе, да ти пропаднат царми за 500 души, па тоа не е за ебанција, бе. Кој извади еден ваков месарски нож од тоа ташничето низино. Ко почна да не брка околу црква, сакаше ташаците да ни ги исече. Али нема везе, бе. Све е тоа живот, бе. Сме дека не заслуживме ние. Само да ви кажам, слушајте, и следната сабота па му правим ергенска на Лаки. Али немојте да сте му кажале, тоа треба да биде изненадување за нашиот Лаки. И сите вие сте поканети, сите до еден сте поканети, сите. Уствари не сите. Само мажите. Бе жени. Жените се многу заебани играчи. Може да ти ја заебат секоја журка. Ајде се гледаме сабота. Така е. Ами не. Неќуме да кукам, никогаш не сум кукал. Јас сум задоволно типче, на сите имно сум среќа, глувче бело среќа носи и никогаш не сум бил болен. Не. Освен ако не се сметаат коските што ми ги скршиле во животот, ама јас не ги сметам, сакам да сум позитивен. Секогаш на светлата страна на улицата. Дајте ми сендвич, яйце, марули, цигарче, весниче, место кај што можам да си дремам, да си легнам, да си јапнам. Среќен сум, среќен. Абе, за кој кури ми се цигарите, бе? Треба да ги откажам, тоа е многу лоша навика, нездрава, скапа. Ама до цигари секогаш за цигари можеш да се изгребеш, зашто луѓето ги носат цигарите со себе и даваат. Мислам, ако им побараш, даваат, ако не им побараш, не ти даваат. Со храната е сосема друга приказна, па никој не носи сендвичи по джебовите, освен ако не е пореметен. Сега, замислете како ми е мене. Јас, за да го протуркам денов, треба денеска да купам 3 сендвичи со јајце и марули, а за да ги купам треба да најдам 50 пластични шишиња, ја упросек ќе најдам само 30, што значи морам да рипнам некој оброк. Порано тежев поише од сега каде, и постојано сум бил на диета, и пробував да сигнам некој кило, не дека не, ама џабе. Ама сега, како што гледате, килограмите не ми се проблем. Денес сум постојано на диета со јајца и марули, јадам еден сендвич со јајца и марули во денот и салото се топи како лудо, како лудо. А килограмите, тоа просто си одат од мене. И што е најинтересно, не се враќаат, остануваат таму, на другата страна остануваат. Не се враќаат килограмите. Знам, ќе ја патентирам оваа диета и ќе ја рекламирам по сите телевизии и сите весници.
За вестници секогаш можеш да се изгребеш исто бесплатно, можеш да ги добиеш. Ја ги читам вестниците, многу сакам да знам што се случува по светот. Човек мора да биде информиран во секое време. Еве баш сега читав за еден воз измислиле јапонците шиба 450 км на час, бе, 450 км. Абе, не смее да ти се примоча кога се возиш у него, бе. Ако влезеш на мочање возот, ќе ти ја шишна станицата на која треба да се стигнеш, абе, сега стига за 2 секунди, беше ми матер, а овие јапонци, а тоа не е нормални се, бе, не е нормални јапонци се. Абе, смислиле хотели за бубашваби и козметички салони за глучиња. Ја да ви кажам, избегнувам и козметички салони и хотели, бе, многу се скапи, бе, многу се скапи. Па за едно хотелско ноќевање, јас сега треба да најдам 500 пластични шишиња, тоа ми е луксус. Ама јас сум секогаш на светлата страна на улицата. Секогаш сум среќен, не е задоволно пипче сум ја. Само проблем ми е бетонот. И железото ми е проблем. А денес све прават од бетон и железо. А што стана со дрвото? Порано луѓето правеле кутички од дрво, денес повеќе никој не прави кутички од дрво. Денеска шуничките ги сечат, да на нивно место прават катни гаражи и дрва нема, катни гаражи има, катни гаражи. Дрва нема. Ама јас сум секогаш на светата страна на улицата. И кучињата се како дрвата. Ја еднаш имав куче, така и си го шетам низ парк кучево, си го шетам. И му викам куци, колаче сакаш, зими, кажи, апа! А кој се грижи за тебе, а? Кој се грижи за тебе? Јас се грижам за тебе. А кој ќе се грижи за мене кога ќе остарам, а? Кој ќе се грижи за мене кога ќе остарам? Тоа го прашував цело време и оно еден ден си избега. Ама ако и оно мора да јаде, бе. Секој мора да јаде. Порано или покасно. По природата ние да јадеме. Јас, например, сакам да јадам. Многу сакам да јадам. Хоби ми е да јадам. Сендвич со јајце и марули и шолја кафенце. Сега избегнам кафето, не, па што е ова? Ми кажуваат овие у кафичи кафето, тоа 80 денари, па кај на мајка им 80 денари, тоа реално треба да чини 3-40 денари, а млекото е 60 денари, а струјата и парното, па што мислите, зашто ја не помислам да живеам у стан, па не сум ненормален да ме деде кој како стигне. А овие што ја прават договорот на струјата, на цената за струјата и парното, тоа се сите овие компании, картели, и државата и сите тие крадат. Ама како ми се може? Луѓето си чутат. Немаат избор, стварно немаат избор, луѓето си чутат. Луѓето немаат избор, стварно немаат избор. Кој мој немаат избор? Секој има избор, ама ако чути кој го еме, нека го ема! Ама јас сум секогаш на секогаш, јас сум многу позитивен и мене кафе не ми треба. Луѓето пијат кафе за да останат будни, ама јас сум секогаш буден. Јас сум буден дури и кога спијам. Мора да ги држите очите отворени дури и кога спиете. Еве стајте се у моја ситуација, спиете на некоја клупа со отворени очи, секогаш може да ви дојде некоја будала со шипка у раце и бам! Тука да ве распичка до смрт и нема више ни кафе, ни цигар, ни сендвич. Ама јас сум секогаш позитивен. Секогаш на светлата страна на улицата. Секогаш на светлата страна на улицата и јас сум среќен. Еве, баш пред некој ден ме сретна еден тип и ми вика, животот ти е како пола чаша со вода. И мора да ја испиеш. Да, така. Уствари не рече така. Малку се збунив. Ми отиде мислата. Рече, подобро да испиеш пола чаша со вода, отколку да немаш вода. Вака се тешам. Си викам, замисли да живееше у Етиопија. Па тамо луѓето гладуваат нон-стоп. Древат на тоа песокот, ги серат мури, ги касаат шкорпии. Кај е тоа за мене, бе? Тоа е луксус за мене. Овде е подобро од Етиопија. Подобро од Етиопија. Подобро. Малку подобро. Абе, добро е овде, добро е, Жинкуров.
Сега ја морам да не задоцна, може некој да ми ги собере шишињата и после нема сендвич, маруни, нема ништо. Шишиња, пластични или стаклени, од пиво за куќа. Нема везе, какви најдам такви. Важно е да се шишите, какви најдам такви. Čekaj. Što ti rekao? Ke me tuži? On mene ke me tuži. A mu kaže li me sa kogo se rčka? Mu kaže li me koji sum ja? Mu kaže li koji sum? Ja sum gospod be gospod. A mu kaže li šo prej gospod koja nekoj go prce u zdrav mozog? Mu puka film od be. A mu kaže šo prej gospod koja nekoj ke ona kurči. Si slušnal za Sodoma i Gomora? E pa тоа ke направам од неговата фаца. Содома и Гомора! Не, абе неću da te čujem. On mene me tuži, be, gile. Абе уста ке го ебам. Слушај, ако го видам кожата ке му ја одерам. Крвта ке му ја испијам. Децата ке му ги изадам, бе, гиле. Булјаш, педер манастирски, гомнар. Он мене ке ме тужи. У грст да му го начукам. Не. Абе чабе збориш. Слушај. Он мене ке ме тужи. Он мене. Слушај, сакам да му се јавиш и да му кажеш ке го ебам. Не, чекај, застани. Не му се јавај на него. Јави се на неговите деца и кажи им нека легнат на трпезариската маса, нека си турат јабуко грло као прасенца и ке доам да ги изедам. Е така да им кажеш. Ај чао. Маја, кажи, кој е на втората линија? Жена ми, нека чека да ебам у грст. Маја, слушај, ми се јаде, ми се рика. Гладен сум, Абе, шо ме боли, куршо, сакаш донеси, само донеси. Неќу ме тоа. Како? Абе, бега, ајде таму ни тоа неќу. Од кај ке ми нарачаш? Од кинески. Маја, на шо ти личам јама? На кинес пичка ти матерна. Значи не сакам срања од кинески, од италијански, од некој друг ресторан, сакам храна, знаеш шо е храна? Маја, за разлика од тебе, јас сум човек. Homo sapiens. Mi treba hrana, mi treba kafe, okej, samo donesi. I slušaj, i daj mi žena mi na dvojka. Kaj si, be, Maco? Знам, бе, Мацо, знам. Абе, 100 пути су ми рекол на мојата секретарка Маја, немој случајно да остави жена ми да чека на втората линија. Ама 100 пути су ми кажал, бе, Мацо, али она има сексуален проблем. Глупа е ко кур и па те остава да чекаш. Извини, највише извини на свет, нема да ми се повтори. Извини. А шо си правеше ти денес, а? Беше у шопинг. Одлично, бе, Мацо, у шопинг. А шо си купи? Браво, бе, Мацо, бе. Колку ги плати? Колку? Не, и 500 евра пари ли се? Ой, па не е скупо, бе, Мацо, таман работа. Па парите се за трошење, бе. Ајде, со здравје да си ги носиш. Него слушај како е Кико. Зошо го направил тоа? Чекај. Зошо го каснал малиот на комшиите за уво? А не сум му кажал, бе, Мацо. Ама не сум му кажал да си ги каса другарчињата за уво. Ама, Мацо, бе, не сум му кажал да искача на улици и да каса луѓе за уво. Па дај, не сум му кажал. Слушај, добро, нема да ми кажеш што сум му кажал. Му кажав Кико. Ама му кажав Кико си. Добро, бе, Мацо, ти ме оставиш да ти кажам што му кажав, устате гаѓам. Му реков,
Кико сине, а ако некој те закачне, врати му со камата, па тоа е нормален татковски совет. Ама ме боли кур шо вели неговиот психијатар, бе, мацо. Ама кур ме боли шо го советува неговиот психијатар, па таа за мене не е психијатар. За неа цел град знае дека е курвешти и таблетоман. Крка Хелекси као да се тик-так бомбончиња. Она себе не може да си помогне, па на син ми ќе му помогне. Ај кажи бе, мацо, дека не е така. Шома не е така? Слушај, мацо, знаеш сега што ќе му кажем на Кико наш? Ќе му кажем: Кико сине, слободно укасај го твојот психијатар за улов. Не за улов, за пичка да ја укасаш и укасај го нацукаш и искурна не те боли, па после видиш што ќе ти каже. Кој пцуема? Кај ме слушна бе, мацо, дека пцуем? Не пцуем, живи дете. Живи дете не пцуем. Ама кај се дерам бе? Кој се дере бе? Јас се... Што? Се дерам? Не бе, мацо, кај се дирам бе? Ај ти ова дерење бе, мацо, па ја ти цивилизирано разговараме, беше мата. Слушај, мацо, сега ти си малце вознемирена, дај се мири се. Ја вечер кога ќе дојдам, ќе го направиме муабетов на тема, окей? Ето така. Овој само знаеш што, вечер ќе дојдам малце покасно, после 9 таму. Ама имам работа бе, мацо. Ама ти шо мислиш бе, мацо, мене ми се работи, не ми се работи бе, мацо, ама морам да работам дење и ноќе. За ти и Кико да живеете ко бубрези у лој бе, мацо, ама морам да работам. Шо? Не беше пред 1 месец, извини. Не бе, мацо, абе последниот секс не ни беше пред 1 месец. Ама од кај кур да знам која беше? Абе сега имавме секс пред неколку... Добро, слушај, утре кога ќе се вратам од работа, ќе имаме секс тачно у 10:30. Абе, добро бе, мацо, да се вратам, да вечерам, да се истуширам и ќе те напукам бе, еј, мацо, ќе цветаш бе, ќе видиш утре. Како? Абе, глупости, како да заборам бе, нема да заборам таа работа што ти е. Ама, мацо бе, нема да заборам. Добро, ќе те ставам у распоред еја за утре. 21. Чекај. Секс со жена ми тачно у 10:30. Еве, мацо, црно на бело имаш тука, бе, утре ти доаѓа ми парчете, браво, Еј, види, слушај, јас знам дека работев као кон периодов, не мора да ми кажеш, али за тоа имам изненадување за тебе следниот викенд, куќа на плажа, Абе, 24 часа ќе водиме љубов на тоа пресакот. Абе, супер ќе биде, бе. Да, кажи. Нема. Ама зошто, бе? Ама зошто да си ја фарбаш и да ја кратиш косата? Сам, слушај, немој да ме уценуваш со твојата коса. Значи вечер кога ќе се вратам од работа, сакам фризурата да ти биде иста каква што ти беше са бајле кога одев на работа, окей? Само тоа го сакам. Добро? Така. Ај сега слушај, мора да прекинам, имам овде некои клиенти. Окей, ти бубни го Кико од мене. Добро, ма и мајка ти бубни, ајде. И Боза ќе ти донесам. И Боза, добро, ај, морам додам. Чао, многу те сакам, ај. Многу те сакам. Чао, многу те сакам. Маја, шо направи со јадењето, ма? Да не го растеш на плантажа, пичка ти матерна. Немој да ме јебеш, донеси го одма. Кој? Дај ми го. Джанго, Булјо, кај си бе, Булјо. Слушај, вчера го потпишав тоа договорот, 200.000 евра, шалак. Не ќе се заебавам. Слушај, знаеш што ќе направам утре? Ќе купам Ферари, ќе го оставам пред куќа да дреме. Абе, многу сакам да ги нервирам комшиите, нека пукнат од мука, бе. Абе, шо има везе што не знам да возам и немам дозвола, бе? Ќе го оставам да дреме Ферари пред куќа. Абе, многу сакам да пукнат од зависте. Кажи бе, Булјо. Кога? Вечер? Не можам. Не, имам работа. Како? Која ќе работам? Баш тебе ќе ти кажам сега која ќе работам. Абе, бега бе, нема шанса да ти кажам. Абе, бега бе, не сум луд. Ја ќе ти кажам на тебе, ти ќе кажеш на Сонја, после ќе каже на жена ми, бе, бегај. Што е, бе, Булја? Абе, многу е згодна, бе. Па нормално дека е позгодна од жена ми, иначе зашо би едал? Абе, што е, бе, Булја, бе, што сакаш да знаеш, што? Абе, уметник е, бе, скулпторка. Абе, слушај, али шо има едни цицки као рингли се. Нога 2 метра, грс време бело, бе. Абе, ај се, немој само да ми морализираш, окей? За разлика од тебе, Булја, ја уште си го живеам идеализмот од младоста. Одбивам да влезам у ова стадово што се плаши да живее и се плаши да мисли со своја глава. Булјо,
за разлика од тебе. Ја денес ја имам исечено само косата, ама нема никак да си го исечам курот кој тебе. Слушај, сакаш утре да правиме партија тенис? А може така? Ајде те пишам овдека. Добро, готов. Слушај сега морам да одам, имам некои клиенти. Уствари треба да му се јавам на еден тип, да. Абе сега не ме трапај сега, си имам работа, човек. Абе си имам работа за разлика од тебе сега, па знаеш ти каква зверка сум ја у бизнисот. Слободно еве можеш да ме опишеш у неколку збора за сам да не се фалам. Ајде, дај да видам. Така е, Буља. Геније си. И најдобар сум. И најпаметен сум. Ко Куров сум. Ко Куров сум, а? Како само ти дупи? Па ќе си го питам Куров што ќе ти наместам уште една згодна пичка. Ај сега кој тебе се гледаме. Чао, немам време за тебе. Кој тебе? Чао. Еве, Буљо, кој Куров сум. Ајде бе, Гиле, како си бе, деки? Деки, 100% се согласувам со тебе, Тој човек е душа. Да го ебеш, а нема да ти каже. Абе, знам дека е добар, бе, многу е добар и многу го сакам да го ебам у гъс и многу ми е тешко што си оди од фирмава. Ама знам дека е срање што 2 години пред пензија мора да си замине, али чекај бе, деки, ти ја знаеш само неговата верзија од приказната, бе. Слушај бе, деки, кога дојдов у компанијава, тој човек ми беше како татко, али стварно ми беше како татко. И затоа ми е сега срање на душава што морав да го избркам од работа. Ама, деки бе, чекај бе, слушај бе да ти објаснам, деки бе, пичка у матерна, ќе ме оставиш да промена да дојам до збор. Слушај вамо сега, слушај што ќе ти кажам. Абе, слушај, премијата се сменја, тој човек више не го бива за работа, бе. Не разбираш, веќе не знае како да навлекува нови клиенти и нови таленти. Баш оно секогаш бил поише за тралалајки, бе, а ова место е рок-н-рол до јаја, бе. Мене ми треба рок-н-рол, ми треба продукција, ми треба надчовечки перформанси у бизнисот. Деки, слушај што ќе ти кажам. Ти го сакаш твојата Ауди, така? Ја сакаш твојата вила у Грција, сакаш скијање у Вал д'Изер, сакаш на кирка ти да ја плаќаш крстарење со прекоокеански бродови и го плаќаш скапото школување, плаќаш и 3 швалерки. Чекај. Абе, курле, шо мислиш, кој ги плаќа овие ствари, бе, а? Профитот! Ете кој! Ај сега кажи профит. Ајде бе да те чујам, кажи профит. Кажи бе профит да тебе му гъс! Така е, профит, многу го кажа. Сега слушај, јас што ти кажам. Кога паѓа профитот, некоја глава исто така мора да падне. Денес ќе ме шутнат мене, заутре ќе те шутнат тебе. Може да те шутнат до вечер, а може да те шутнам и у наредни 5 минути ако не престанеш да ме замараш со муабето. И да ти кажам нешто многу искрено. Ете, сега нема да го вратам тој кретен на работа, знаеш зашто? Зашто ме замараш со муабето, ти ми го ебеш времето. А времето е пари, што значи ми ги ебеш и парите. И не само што го ебеш моето, туку го ебеш и своето време. Па добро бе, деки, која е поентата? Ајде, кажи ми која е поентата, што сакаш да постигнеш со тоа, бе, деки? Ке ми кажеш ли која е постраната поента, да и се седам на поентата, да и се седам? А, не си сигурен. Па слушај сега ја што ќе ти кажам, деки, ти си среќен у компанија. Среќен си, одлично, пошто јас многу сакам кога си ти среќен, затоа фати се за работа и не ме замарај. Ај! Добро бе, деки бе, добро е, абе, добро е бе, деки, немој да плачеш. Абе, не ме навреди, слушај бе, абе, нормално е тоа, сите напорно работиме у компанијава, бе, некој ќе ни пукне филм. Ама не ме навреди, опушти се бе, човече, другарчиња, ја и ти сме си знаеш. Абе, у реду е све. Абе, јави се кога сакаш, за тебе сум достапен у секое време на денот. Слушај, и поздрави ја Ема, жена ти. Жена ти бе, Ема, жена ти поздрави. Како? Жена ти се вика Тина. Тогаш поздрави ја Тина да ја го начукам у гъс, да ја го начукам. Маја, тебе диво магаре да ти го начука. Шо направи со јадењето, ма? Абе, ајде, донеси го, бе, човек, ќе умрам, бе. Кој? Дај ми ја. Здраво. Ништо, бе, газенце, шо да правам? Пари правам, навик. А ти беше умна денес?
Що си правиш? Нова скулптура. Каква скулптура? Скулптура на конј на која напише ова е конј. О, па, тоа е многу јако, Уметнички издржано, така, концептуално од твоја страна. Да. Како? Ти звучам кој да си ми досад. Боже, пази, газенце, па ти мене не можеш да ми бидеш досадна. Па ти знаеш ја колку обожавам со тебе да правам муавет за твојата уметност. Баш пред малку ми се јави еден мој пријател, баш му кажав за тебе, за тоа какви цици. За тоа каква откачена уметност создаваш. Слушај бе, газенце, слушај. Дури и да имаш 102 години, дури и да си во инвалидска количка, дури и да те ранат на цевче, ја тебе пак и те сакам, знаеш ли зашто бе? Зашто ја обожавам твојата уметност. Скулптура на конј на која напише ова е конј, па тоа е одлично решение. Како? Ја да те лажам. Слушај, знаеш како ме курчиш кој ќе ми кажеш за некоја работа дека те лажам? Така ми дојде да ти дојам у тоа ателието и така добро да ти исплескам по тоа убавото газденце. Шо ќе ми направиш? Не заеба. Ама тоа ќе ме боли, а? Шо? Шо ќе ми направиш со правосмукалката? Абе, не си нормална, бе, немој такви работи по телефон, ме слушаш? Абе, нема шанси тоа со правосмукалката, све може, само тоа не бе. Друг предлог, друг. Кажи. Тоа може. Ама кажи дека сум најболи јебач што си го имал во живот, така? Та нормално. Како? Па те сакам, бе, газенце. Многу те сакам. Абе, никој не сакал толку колку што те сакам, ја кога ќе ти кажам те сакам. Да, слушај, сега ќе ми дојдат некои клиенти, тука имам некој муавет, морам да прекинам, останува ова 6 саат кај тебе у ателје поручек. Океј, супер, доаѓам таму, ќе видам кај тебе, а ти за тоа време доработија скулптурата на конј на која пишува ова е конј, пошто тоа ти е ингениозно решение. Ај, чао. Заборави го кафето. Заборави го јадењето. Ама ме боли кур кај ќе ги носиш, бе. Носи ги у црква. Носи ги у црвен крст да те ебам у гъс. Фала, до гледање и пријатно. Оно што секој се прашува, и зашто го направите грозоморното дело? Петрчињата многу ме накурчија, ама многу. Едниот ми извади пиштол, ја ни 2 ни 3, му збрцав шрафцигер во стомакот, а после и на вториот. Онако шок ме погледна изненадено. Не им се веруваше дека некој што е помал 2 глави од нив ги спичка така за 2 секунди. Не ке се заебаваме. После тоа само падна и толку. Важевте за еден од најголемите поп-рок музичари, како и еден од најдобрите музички продуценти на овие простори. Ако сакате да играте играта добро, мора да бидете како Господ. Пазете Господ шо прави. Ке стане са бајле и не пуши трева, не пуши крек, не се пука у вена, не работи у Макдоналдс, нема шанси, тој ке стане, ке погледне доле кон земјата и ке рече: е него светот на луѓето, шо да направам денес со него? Ајде да направам еден земјотрес. Земјотрес? Не, чекај, нешто друго, бе. Подобро да им пуштам цунами. Досадна работа, цунами. Забајлево станав на лева нога. Сакам да бидам позлобничок. Да им пуштаме некој смртоносен вирус. Тоа е тоа. Нека се мочаат од страв. Гледате? Господ е голем играч да си ебе ангелите. Сака драма, сака акција, сака да откачи. Ама за Господ да откачи не му треба дрога. Господ не се дрогира. Ги остава другите да се дрогираат место него. Може ли мало појаснување? Ако
Ако сакаш да бидеш рамо до рамо со некој голем фраер, мора да размислуваш на големо. Јас тоа го правам секој ден, размислувам на големо. За да се доближиш до моќта на Господ, мора да го правиш оно што го прави и тој. Затоа, сега кој ќе излезам од затвор, ќе купам добра кола и добра полуавтоматска пушка. Затоа сите вие треба да се разбудите. Што побрзо. Оти како викаат, што си дробил, тоа ќе сркаш. Па ако не сакате да го сркате тоа што сте си го надробиле, тогаш напуштете оваа посрана земја што побрзо. Избегајте од овој посрани заеман град, Готам Сити. Што значи да си вистински жив? Што значи да си вистински жив? Ве молам, одговорете, што значи да си вистински жив? И јас сакам да сум нормален како и секој друг. Знам се за нормалноста. Немојте да ми зборувате за нормалност. Сакам да одам у шопинг, сакам да ослабам додека спијам, сакам да јадам утре по полноќ, сакам да си го шетам куќето, сакам да сум загрижен ако има пролив, сакам да сум женат, сакам жена ми да отерам у курац кој ќе спичка многу пари, сакам на децата да им помагам со домашните, сакам да им ја напупам учителката, го сакам гирот онака како што ја го сакам, сакам да ги помагам сиромашните, гледате? Знам се за нормалноста. Ама да се биде денес нормален е многу скапо. Пред некој ден дома слушав еден старец како ми гребе по дрвениот пот и по некој време мислев дека ми влегол во главата и тамо ми гребе и си викам, чекај бе малку, уметник си, глумец, писател, би требало да живееш малку подобро од ова. Па многу фраери на запад со мојот талент живеат во вили од $1.000.000 и немаат старец што им гребе во главата нон-стоп. Ама барем од тоа што ми гребе научив нешто. Премињата се сменети. И секој што мисли дека ќе успее ако игра честно, е или слеп, или тотално ретардиран. Поет, смири се, немој да се нервираш. Треба да си сиромашен, уметник си. Вистинските уметници мора да се сиромашни, тие се хиперсензитивни, духовни, парите не им значат ништо. Ете, така се тешам. Ама тогаш оној старецот што го имам во глава ќе почне да вика, абе заеби со тие глупости. И одма почнувам да сакам нешто друго. Сакам да сум богат и сакам да сум славен. Тоа се нормални желби, човекот не смее да ги потиснува, и ако ги потисне, сигурно ќе добие рак на дебелот црево или рак на мозок и чао, пријатно. Беш ми матере. Сакам да сум богат, славен и моќен, па тоа е она што се цени во овој свет. Секоја будала може да се качи на крстон и со снајпер да почне да пука долу во луѓето по случаен избор. Ако скине поише од 10 души, таа вест сигурно ќе го заобиколи светот и ќе стане славен. Ама тоа е посрана слава. Јас не сакам така.
Ја сакам она што носи пари и моти. Знаете зашто ги мразам луѓето? Зашто секогаш кога ти оди добро, ти доаѓа и нон-стоп бараат нешто од тебе. Дај. Ама без разлика што јас ве мразам. Многу сакам вие да ме сакате. Само за да ми го потврдите она што го мислам. Дека сте олош во однос на моето милосрдие. Пази се, нема љутиш. Само сакајте. И кажете ми колку сум гениален. И платите ме добро. Тогаш ќе бидеме квит за сите срања што ми ги направивте во животот. Знам што си мислите. Кретен. Цело време зборува само за себе. Така? А што правите вие да вевам? Ме слушате? Мислите срам ми е што зборам вака? Не ми е. Зашто јас не чувствувам никаква вина. Зашто јас не сум човек. Јас сум кучај. Знаете ли, што ме фасцинира најмногу? Табиетот на луѓето, што сакаат, што не икат, на што се палат, од што се гасат, какви само чудни апетити имаат. Ги гледам, со часови седат заковани пред телевизорот и блеат во некој самобендисан презентер на вести, кој се представува за доктор на науки и им ја полни главата со лаги за подобар живот, или ги замара таму со некој лизгање на земјиште у Габон или со заразата од птичи грип у Кина. Има еден тип, живее карши мене, го наблюдувам од мојот прозорец. Со часови лежи во креветот со ококорени очи и зрка во една точка. Да не знам дека гледа телевизија, ќе помислам дека е парализиран. Со часови блее во тоа телевизорот и прима пораки од надворешниот свет. Купи нов автомобил, купи нов телевизор, купи микробранова, употреби го новиот дезодоранс, кркај ги нашите апчиња, почни свој бизнис, направи многодетно семејство, еби се у гъс. Цела ноќ ги прима овие пораки. Мислам, дајте, што е микробрановата? Сите вие имате, никој од вас не знае на кој принцип работи. Али сите имате микробранова. Зошто бе? Зошто сите имате микробранова печка? Зашто некој кретен на телевизија ви рекол да ја купите. Затоа престанав да се занимавам со уметност. Зашто ние денес повеќе не живееме во свет по мерка на човекот, туку во свет по мерка на ТВ рекламите. А секакви има заковани пред телевизорите, има такви, цел ден гледаат емисии за делфини на National Geographic и само плачат. Ако ќе помине плачењето, ќе пуштат некоја љубовна драма на DVD и пак почнуваат да плачат. А сабајле, кој ќе се разбудат така подуени од плачење, ќе мавнат две кафнија да дојат на себе, овој ќе се дотераат, ќе влезат во кола, ќе запичат на работа и у кола ќе пуштат некоја песна од некој кретен кој што пее за некоја што се фрлила од балкон зашто фраерот ја оставил и заменал за друга и пак почнуваат да плачат. Ако ќе се вратат од работа, ќе им текне дека додека чекале на семафори, толку ги погодило у срце оваа песната на кретенот, што извадиле 100 денари, му дале на просекот за кој што се сигурни дека ќе ги пропие наместо да купи сендвич од нив и пак почнуваат да плачат. Ама и тоа ќе им помине брзо. Ако пред спиење се ебнат малце со партнерот, додека замислуваат како го прават тоа со колешката или со шефот на работа.
Како ми се слуша сега некој од старите добри рок бендови. Kicking around on a piece of the ground in my hometown, waiting for someone or something to show you the way. Кои се бе овие поставени диджеи што шетаат наоколу со тоа грамафоните на ушка? Слушнете им е само нивната музика. Туц, 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 едно те исто, те едно те исто, те едно те исто, те едно те исто, 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 исто. Старите бендови пеа за мир, за љубов, за слобода, за анархија, за револуција. Слушнете ги што пеат овие нови бе. За страх, за параноја, за микробранова, за послушност, за трето дете пеат бе. Им го перат мозокот на младите. Тие се дел од системот. Системот е тој што ја субвенционира нивната музика и глупите текстови. Па ако не се дел од системот, вие нема ни да чуете за нив. Погледнете само што се случува наоколу. Погледнете. Системот систематски ги купува уметниците. Системот многу лесно спие кога знае дека најкреативните се мртви од вратот нагоре. Ние живееме во систем кој ни пренесува само една единствена порака. Плаши се од мене. Плаши се од мене. Ние сме како ние глувчињата во кафезите што го вртат тркалцето најбрзо што можат. Системот сака да се плашиме за да продолжиме да го вртиме тркалцето во нашиот кафез до смрт. Едно те исто, те едно те исто, те едно те исто, 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 туц, 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 туц. Ама системот сака кога си таков. Системот тоа го нарекува да се биде одговорен и сериозен пред обврските во животот. Мамето да му го ебам на царот и сета царска свита. Мамето да му го ебам на царот и сета царска свита. Мамето да му го ебам на царот и сета царска свита. Мамето да му го ебам на царот и сета царска свита. Мамето да му го ебам на царот и сета царска свита. Мамето да му го ебам на царот и сета царска свита. Мамето да му го ебам на царот и сета царска свита. Мамето да му го ебам на царот и сета царска свита. Сите сте исплашени. Сите сте исплашени дека ако не го правите тоа што се бара од вас, ќе останете без работа, ќе ве шутнат на улица, ќе станете бездомници. А бездомниците за тоа и постојат. Да ве предупредат дека ќе станете како нив, ако го напуштите кафезот или занишате чамецот. Така е. За бездомниците сите мислат дека се луди. Нема да полудите. Само ќе почнете да ја гледате вистината. А кога ќе ја видите, ќе почнете да ја зборувате. Знам, малку сум негативен, јеби га. И знам, има меѓу вас и такви што многу ме мразат и баш ме заболе. Зашто кога човек ќе признае пред себе дека е гомно, многу повеќе се цени себе си. Затоа ми се повраќа од нормалноста и од нормалните. Да се биде нормален денес, значи да бидеш или слеп, или исплашен до смрт. Мора да создадеш совршено погрешна представа за себе, за да можеш да функционираш во трлото заедно со сите овие овчички, што се плашат да живеат и се плашат да мислат со своја глава. Ете, затоа ми се повраќа. И затоа многу повеќе сакам да живеам во мојот негативен и депресивен свет, отколку во вашиот. Полн со лаги и лицемерие.